Туризмот во Македонија има голем потенцијал и може да допринесе за раст на бруто домашниот производ, но за да се дојде до тоа, потребно е со оваа гранка да се управува соодветно и таа да се издвои од Министерството за економија, велат туристичките работници. Тие се оптимисти дека земјава може да биде одлична туристичка дестинација и дека од тоа бенефит ќе има државата. Се надеваат дека работите ќе се помрднат од мртва точка, откако победничката партија ВМРО-ДПМН во својата предизборна програма најави реорганизација на извршната власт. Упатените порачуваат дека потребен е системски пристап кој отсуствува кај нас и дека треба да се подготви стратегија што ќе ги утврди целите и која ќе се обновува на неколку години. Поранешниот директор на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во Македонија, Љупчо Јаневски, смета дека новото најавено Министерство за култура и туризам ќе треба да иницира законски измени со кои би се подобриле состојбите и комплетна дигитализација на секторот. Идејата ни барањето на туристичката индустрија не само кај нас, туку и во регионот и во Европа е следење на нивните примери, односно подигање на Министерството за култура, исто со Министерство за туризам, односно култура и туризам како што е во практика во другите останати земји. На тој начин ќе овозможиме многу подобро да архитектураме структурата во туристичката индустрија, да ги зајакнеме destination менеджмент организациите или да влијаеме позитивно на локалниот економски развој, потоа Агенцијата за промоција и поддршка на туризам да се изгради во национална туристичка организација и веќе конечно после долги години барање да имаме туристички инспекции и туристичка полиција. Јаневски вели дека туризмот е една од ретките економски гранки кои во последните години и покрај економската и енергетската криза бележи позитивни резултати. Туризмот во последните неколку години покажа дека може многу повеќе, докажа дека е околу 4% од бруто домашниот производ, односно 2023 година завршивме со 598,5 милиони долари промет во туристичката индустрија. Туристичката индустрија е главен економски двигател во многу земји. Хрватска е одличен пример за тоа дека од туризмот може да се живее, поаѓајќи од фактот дека таму сега 20% од бруто домашниот производ е од туризмот. Во програмата на ВМРО-ДПМН се предвидува туризмот од Министерството за економија да влезе во рамките на Министерството за култура. Како што појаснуваа во предизборието експертите, се планира да се опфати целокупниот туристички сектор, односно туристичките агенции, хотелско-угостителските објекти, превозниците во туризмот, туристичките водичи и водичи во планина и области поврзани со создавање квалитетен кадар за туризмот.